Наместо багери и инспектори, дивата тераса кај стариот чинар во Охрид ги пречека првите гости. Спорниот угостителски објект Луна, собственост на советникот во општина Охрид Нефи Усеини, од вчера и официјално почна со работа. Црвената лента ја пресече струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Изградбата на објектот почна во март, а советникот Усеини истиот месец доби налог од општината за отстранување на дивоградбата. Сепак тој продолжи да гради и тоа без градежна дозвола на државно земјиште кое се наоѓа во заштитениот појас на УНЕСКО. Градоначалникот Константин Георгиевски пред 2 месеци се правдаше дека уривањето на дивоградбата ќе доцни од и тендерот за избор на фирма која би го спровела уривањето пропаднал. Градските власти и денеска немаат одбрана фирма која ќе ги отстранува нелегално изградените објекти. Инаку минатиот викенд во Баку надлежните добија последна шанса да го зачуваат Охрид на мапата на заштитено културно наследство. Локалната власт доби рок до 1 февруари следната година да ги исполни сите 19 барања на УНЕСКО. За да го зачуваат статусот, надлежните ќе мора да се справат со нелегалната градба, неконтролираниот урбан развој, експлоатацијата на крајбрежјето, уништувањето и загадувањето на животната средина. Според градоначалникот Георгиевски во Охрид имало 409 нелегално изградени објекти, од кои само 10 биле куќи. Другите дивоградби биле настрешници, скали, кровови, прозорци и огради, велат надлежните. Од Националниот парк Галичица пак неодамна алармираа дека во строго заштитеното подрачје на градот и на планината има над 1000 нелегално изградени викенд куќи.